Добар ден, почитувани. Еве не во едно поинакво руво, мене со Владко Чаловски, со колешката Јана Јосифовска. Добар ден од мене. Сега сме во едно новогодишно руво, студиото буквално како и да го преселивме во оваа новогодишна атмосфера која што се случува на градскиот плоштад. Како и секој пат, така и денес подготвивме многу богати содржини, ќе направиме ќе ја заокружиме оваа 2018 година, за некој успешна, за некој помалку успешна, за некој не толку успешна, но сепак, еве, 2019 е годината во која што може би ви предстои вашата среќа. Јана, што е она што ќе огледаме денес? Така како што кажав, добар ден, почитувани од мене, од отвореното студио 1 во живо од градскиот плоштад. Денеска, како едно заокружување, нели, на 31-ви ќе продефилираат многу личности, како и од спортот, така секако и од забавата, меѓутоа и оние кои што оставиле некаков белег во 2018 година. Такви имаше многу. Имаше многу. Во продолжение можам да ви кажам дека ќе секако погледнеме нели една атмосфера која што колегата Владко Чаловски за кратко ќе се спушти меѓу луѓето, да ни пренесе атмосферата моментално во живо од градскиот плоштад и можеби да ги прашаме граѓаните каде ќе слават нова година, оние што секако се така. Исто така ќе го имаме нашиот Славчо Поповски неколку пати во ово отворено студио кој што ќе ве информира детално за какво време не очекува нели за новогодишната ноќ, меѓутоа и за преостанатите празнични денови. Секако тука ќе бидат и информативните блокови на вестите. Потоа ќе гледаме исто така интересни прилози новогодишни на дел од нашите колеги кои што ги подготвија на различни теми, меѓутоа доста богати. Секако ќе имаме и многу гости од доктори до спортот, со колегата Сладјан Ивковиќ, сите оние успеси, најуспешни спортисти кои што беа како заокружување за 2018 година. Ќе продискутираме малку околу препораките од Републичкиот совет за безбедност, да не се вози нели во алкохолизирана состојба во најлудата ноќ. Секако ќе имаме интересни гости и музичари од Рома Рок училиштето, па потоа веќе последниот термин од околу 17 часот и 30 минути ќе биде резервиран за нашите ексклузивци со гости, односно ете и на оние од забавната индустрија музичарите, едно видување ќе дадат како ја поминале 2018 година. Од 18 часот исто така, да, јас и колегата Чаловски ќе се одјавиме, меѓутоа ќе се дружите со колегите Ордановски, Чомовски, Борјан Јовановски. Имено и тие од ова отворено студио 1 во вечерниот термин ќе ви понудат многу гости, меѓу кои дечките од вчерашни новости, интервјуто со градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, секако ќе ги има глумците, односно актерите од Преспав, како и Благоја Веселинов од филмот Исцелител, кој што беа едни од најуспешните оваа година, може да се каже. Исто така од 18 часот и 40 минути, немојте да го пропуштите студиото Мода, односно Сергеј Варошлија заедно со Ордановски ќе коментираат модата кај македонските политичари и секако веќе во 19 часот новогодишното интервју, односно лица со колешката Анита Кочишки и премиерот Зоран Заев и понатаму веќе во оној последен дел од 20 часот до 21 ќе проследиме повторно многу разговори на колегите Ордановски, Чомовски и Борјан, ќе го имаме и директно од плоштадот Дедо Мраз. Така што ова се генералните најави, јас верувам дека ќе го задржиме вашето внимание во овој празничен ден и секако ќе ви бидеме интересни во ова отворено студио во живо од градскиот плоштад. Оно што јас сакам да им го порачам на сите што не гледаат, а тоа е дека денеска градскиот плоштад е вашето место каде што слободно можете да се појавите во ова отворено студио и во оваа новогодишна еуфорија. А тоа што значи? Дека освен што ќе разговараме со сите кои што се на терен, слободно можете да се појавите овде, да продискутираме, па зошто да не и вие да се најдете на екранот, да ја раскажете вашата приказна. Секако денеска денот е таков,
да сакаме насмеани лица. Денеска сите треба да сме позитивни, бидејќи позади нас испраќаме една година која што секому различно можеби му се одразила. За некого лоши моменти, за некого добри моменти. А ова е едно добро интро, добар влез за она што во продолжение сакаме да го погледнеме, а тоа е прилогот на колешката Весна Вилкова Тодоровска, која што излезе на терен и ги запраша граѓаните како ја доживеале и ја поминале 2018 година, меѓутоа и кои се нивните очекувања и желби за 2019-та. Во продолжение да го погледнеме овој новогодишен прилог. Македонските граѓани и со скромни и со необични новогодишни желби. Од Господ сакаат здравје, а од Дедо Мраз електронска алатка да сиди и во председателската и во премиерската фотелја. Им злодеале нашиве политичари, бидејќи многу лажале. По мене еписи били сте те верни. Ни тие чинат, ни тие чинат, да ти кажем поштено. Ама ја не можам да променам. А да има Господ, ќе промени, ама нема постигнато. И што ти кажем. Иначе промена да може роботи. Електроника има. Тоа закон така, вака. Уклучиш работи, ја председател, ја премиер. Се знае, нема лево десно, нема робот. Да, и председател и премиер. Ама тие се нема, например, подметување ово она. Не сакаат многу да зборуваат за промашувањата на политичарите. Убаво вака, гледа доктирани со шапка, со све. За нова година како? Каде ќе поминете? Добро. Со семејство? Со семејство. Имате желби за нова година? Па не, посебно. Да. Еве власт и опозицијава нешто се караат цела година ова прават. Имаат и промашувања. Според вас, кои се најголемите промашувања? А не, тоа не би коментирала. Никој во предновогодишно брзање. Се брзам на работа, па. За своите деца сакаат вработувања. Посочуваат дека за времето на Тито било подобро. Само здраве. Како детено ми е завршен факултет, не ми е вработено. Ни една, ни друга, ништо. Тоа сакате да тоа само за тоа, за детено се интересирам. За мене имам една пензија, сум изработила и ја од кај да знам, тогаш кога сум работела беше друго. Ја кога сум работела беше Тито и Југославија. А сега не знам како ќе биде и што ќе биде, не се знае. Не знам како ќе биде. Само здравје. Што ќе рече овој до згора и овој до зла, јас сум средина. Пријатно. А Рамбо им ја честита новата година на сите граѓани. За сите нека биде среќна нова година. Ги секам сите. И на политичарите? Сите ги секам. Што не ги мразам ја никого. Поздрав од Рамбо. Ако се вратиме назад, ретко која претходна година била подобра од новата, но да се надеваме дека оваа, ако ништо друго, нека биде европска. Секој изминат ден оваа година професионално ви го посветивме вам. И затоа вие не наградивте со вашата доверба. Ви благодариме. Во името на целата информативна редакција на Еден ТВ. Ви посакуваме среќна нова година. Новогодишно интервју со првиот човек на македонската влада Зоран Заев. Отворено и непосредно за сите потези, очекувања, резултати, но пред се, кој е Заев приватно, кои се неговите предности и слабости. Колку човек се менува кога ја има премиерската функција, како се носат тешките одлуки и дали Заев успева да го врати животот во Македонија. Понеделник, 31 декември, 19 часот. Кога годината се заминува, љубовта се споделува во најголеми количини. Ние со вас ќе споделиме една убава приказна со многу звезди и ексклузивни гости. Нек затворај очите, без нив јас не знам, нешто још
treba da znaš, on te voli duže, a ja te volim više. Ве покануваме да не гледате и во најголемо расположение да ја дочекаме новата 2019 година. Nema ona nikoga. Trubači! Веднаш по централниот дневник на 1 ТВ. Додека новогодишните бои блескаат насекаде околу нас, божичната музика одзвонува и го најавува најубавиот период во годината. It's the most wonderful time of the year. Еден ТВ ви ја представува празничната филмска програма. Филмови кои пленат со магијата што ја носат и со својата топлина, која ќе ве задржи пред малите екрани. Овие волшебни приказни ќе ве направат среќни. А ние ќе се потрудиме тие среќни мигови да траат. Гледајте празнична програма на 1 ТВ. Да. Еве назад во отвореното студио 1 во живо од градскиот плоштад и како што најавивме во овој дел за почеток ќе поразговараме со нашиот Славчо Поповски кој што секогаш детално не информира за временската состојба. Славчо, добар ден. Добар ден. Најпрво како ти се допаѓа отвореното студио 1 еве во живо и целокупната атмосфера моментално од градскиот плоштад? Баш се осеќа пред новогодишно. Така? Да, прекрасно. Вака уз народна. Прекрасно. Чувството. Да, предпоставувам дека тоа е чувството кај поголемиот дел од граѓаните и токму поради тоа, ајде малку околу она што не е очекувано или времето во текот на вечерта, следниве денови. Значи, во текот до крајот на денов, како и во текот на новогодишната ноќ, имаме претежно облачно време. Локално ќе има слаби врнежи од снег, претежно во северозападните и во јужните предели од државава. Ќе започне да дува и умерен ветер од северен правец, кој постепено ќе засилува на интензитет. Температурите во текот на новогодишната ноќ ќе се спуштаат во интервалот од -5 до 2 степени, додека на повисоките места и на планините ќе биде и нешто постудено. Значи, граѓаните доколку слават на отворено, ево и на градскиот плоштад во Скопје да се облечат од потопла облека, затоа што во Скопје очекуваме температура некаде околу -2, -3 степени во текот на оваа вечер. Значи сепак ќе биде студена, студена вечерта. Дали можеби не очекуваат следниве денови некои снежни врнежи, она што го чекаат? Новата 2019 година ни носи нова голема промена на временската состојба, поточно од среда на вечер под влијание на поларен воздушен бран од североисточна Европа, поточно од Русија, ќе имаме наоблачување и повремени врнежи од снег на повеќе места, со што ќе дојде до формирање на снежна покривка и на некои од пониските места, додека на повисоките места и на планините истата ќе се зголеми дури и за над 30 сантиметри. Што значи новата година ни носи вистинска зима, а се тоа ќе биде проследено и со засилен ветер од северен правец. И температурите нагло и многу ќе опаднат, па така веќе од петок па натаму за време на викендот очекуваме минималните температури да се спуштат понекаде и до -15 степени. На повисоките места и на планините очекуваме дури температури до околу -20 степени. Во текот на денот, значи од четврток па натаму максималните дневни температури ќе се движат во интервалот од -6 до 2 степени, значи не очекува многу студено време. Значи може да се каже дека и Божик и Бадник ќе ги дочекаме со многу студено време и ниски температури. Така, некако, значи за Божик, дента на Божик, барем за се очекуваме локални слаби врнежи од снег, но околу ова ќе разговараме во текот на следните изданија.
Така да, ние ќе го имаме почитувани Славчо Поповски подоцна малку подетално ќе не информира за се, може би доколку има некои измени, меѓутоа и секако за сите оние што не следат да бидете детално информирани. Еве имаше и некои препораки до граѓаните кои што ќе слават на отворено, а тоа е добро да се облечете. А сега во продолжение би требало да го имаме веќе Линковски во живо, колегата Владко Чаловски, кој што, како што кажав, се спушти меѓу луѓето, меѓу граѓаните кои што се тука на градскиот плоштад да им постави прашање каде вечер, односно за најлудата ноќ и секако како ќе ги поминат предстојните празници. Дали се слушаме, Чаловски? Така, Јана, како што најавивме, еве веќе во живо доле на градскиот плоштад, каде што новогодишната еуфорија е видлива позади мене, меѓутоа сега ќе го опипаме пулсот на некој начин за нашите граѓани кои што не толку често сакаат да се појавуваат во камерите. Меѓутоа ова е едно интересно прашање, верувам дека ќе има расположение да зборуваат за тоа како ќе ја пречекаат новата година. За таа намена ние сега ќе направиме еден обид. Ќе тргнеме од граѓани на граѓани, па ќе видиме колку одговори ќе добиеме. Извинете, само да ве прашаме. Во живо сте на Еден ТВ во моментов. Оно што сакаме да ве прашаме е каде ќе дочекате вечер новата година. Ја не разумем македонски. Ја долазим из Немачка. Дошла сам код родбине, оде мало да пославим, да прошетам мало Скопје да видимо. Долазимо сваког лета. Секој лето, да, долазимо свако лето. Ова прв пат е на зимо? Да, први пут долазимо зиму овде. Видим да е прелепо, пуно лијапо е, супер е. Убав пречек на новата година и ви благодарам еве што одвоивте момент. Фала и вама пуно и желим се вам најболje. Благодариме. Одиме понатаму, да видиме граѓаните како се расположени. Еве, еден господин и господја. Здраво, да ве прашаме, во живо сте на Еден ТВ. Каде ќе ја дочекате новата година? Дома со своите родители. Да? Супер, супер. Семејството најважно пред се. Каква година беше 2018 за вас? Па, зависи. Малку турбулентна. Малку турбулентна, да. Малку позитивна, малку... При крај беше супер. Еве ви посакуваме 2019 уште подобра да. Ви благодарам и на вас и на љубово. И на сите луѓе здравје, среќа, љубов, мир, се најубаво. Ви благодарам. Ќе се обидеме со уште неколку граѓани, така? Еве овде. Здраво, во живо сте на Еден ТВ, сакаме да ја прашаме како ќе си ја поминете вечер 2018 година. Во домашна атмосфера, со децата дома. Најважно од се семејството, така? Така е, така е, да. Ако ве прашам сега 2018 година, каква беше за вас, позитивна, негативна? Позитивна, супер, све најубаво, бар за мене. 2019 уште по-позитивна. Да, може, и како за мене, така и за сите, нека биде, уште по-позитивно. Ви благодарам на вас. Ќе се обидеме, да, со уште неколку граѓани. Здраво, во живо сте на Еден ТВ. Сакаме да ве прашаме како ќе си ја поминете 2018 година. Односно вечер славието према 2019. Во три различни станови со три различни друштва. Па, супер. Многу шетање, да. Со многу малку алкохол или воопшто не малку? Со многу алкохол. Каква беше 2018 за вас? Катастрофа и имам многу големи надежи за 2019. Тоа е супер. Да. Еве ние се надеваме дека ќе ви се исполни. Така. Ви многу. Вие ќе кажете нешто? Ќе кажете ли нешто? Јас сум у еден од незините станови, со една од друштвата, со многу малку алкохол, истите надежи за 2019. Благодарам што одвоивте момент. Во живо бевте на Еден ТВ. Фала ви многу. Очигледно расположени се граѓаните да зборуваат, барем за тоа каква им беше 2018 година, но добро е што гледаме насмеани лица, добро е што гледаме лица кои што имаат надеж дека 2019 година ќе биде уште подобра.
Се враќаме, господине, во живо сте на Еден ТВ. Сакаме да ја прашаме каква година беше 2018? Фала. Не разбрав. Поред, сепак да ви биде прекрасна. Ке бркаме уште луѓе, ке бркаме. Ке ги бараме да зборуваат. Ке ги бараме да зборуваат луѓето. Да те прашам, иде ли бизнисот? Оди. Оди, Добре. Купуваат луѓето? Купуваат. Многу е важно, нели? Да. Тоа е најважно. Беше ли успешно 2018 во овој бит? Па беше. А во 2019 каква ќе биде? Уште подобро. И да ти биде уште подобро. Фала. Чао. Ајде уште некое насмеано лице. Опа! Во живо сте на Еден ТВ. Здраво, господине. Добар ден. Каква беше 2018 за вас? Супер. А 2019 ќе биде уште подобро? Се надеваме подобро. Да? Вашата честитка до граѓаните? Здравје, среќа, љубов. Ви благодариме. Господјо, здраво. Во живо сте на Еден ТВ. Да, повели. Каква беше 2018 за вас? Катастрофа. А 2019 ќе биде Па се подобро? надевам, да, најубава. И да ви биде, господјо. Фала се најубава. Па, тука некаде, не знам, ние може и да се одјавиме за сега од случувањата на плоштад. Меѓутоа, да, ќе се вклучиме уште неколку пати, бидејќи денот еве, насмеани се граѓаните, расположени да зборуваат, а богоми расположени сме и ние. Така Чаловски, од она што можев да го слушнам од одговорите на граѓаните, различни, за некои лоша, за некои добра 2018, но најважно е што се со позитивен дух за предстојната година. Почитувани, ние за кратко ќе се одјавиме од тука во живо од градскиот плоштад, бидејќи сега треба да ве оставиме во рацете на колешката Илена Џогуманова, односно следуваат вестите и најновите информации на Еден ТВ. За кратко се гледаме повторно од градскиот плоштад. – 2018 нема да ја паметиме по врвни резултати и историски успеси на нашите екипи и репрезентации. Но спортските колективи од земјава сепак го направија оно исчекор во кој што ќе може да постигнат подобри остварувања во новата година, со тој да ги исполнат очекувањата на спортската јавност. Спортската редакција на Еден ТВ и во календарската 2019 ќе продолжи по зацртаниот пат да ве известува и информира за сите спортски настани кои се од национален интерес. Сите спортски национални репрезентации и клубови посакуваат поголема поддршка. Бидете заедно со нас на трибините и бодрете ги нашите спортски херои. Ви посакуваме среќни празници со програмата на Еден ТВ. Новогодишно интервју со првиот човек на македонската влада Зоран Заев. Отворено и непосредно за сите потези, очекувања, резултати, но пред се кој е Заев приватно, кои се неговите предности и слабости. Колку човек се менува кога ја има премиерската функција, како се носат тешките одлуки и дали Заев успева да го врати животот во Македонија. Понеделник, 31 декември, 19 часот. Кога годината си заминува, љубовта се споделува во најголеми количини. Ние со вас ќе споделиме една убава приказна со многу звезди и ексклузивни гости. Нек затворај очите, без нив јас не знам. Нешто још треба да знаш, он те воли душе, а ја те волим више. Ве покануваме да не